Денис, имаше можност да бидеш избран како главен вокалист и солист во мюзиклот на Тоше Тајна моја. Какво е чувството? Дали, сигурна сум дека ти импонира тоа што си ти еден од главните солисти, меѓутоа чувствуваш ли некоја многу голема одговорност пред публиката и колку е тешко, нели, да се изведе сето тоа, иако реакциите се позитивни? Така, значи, задоволството е огромно, одговорноста исто така е голема. За мене е чест тоа што успеав да ја добиам главната улога во мюзиклот за Тоше, затоа што Тоше е мој идол уште од најмала возраст, од кога знам за себе, од кога почнав да пеам уште како многу мал. Започнав со песните на Тоше, затоа што беше, и ќе остане за секогаш мој идол. Се надевам дека успеавме да направиме еден проект кој што ќе остане понатаму, кој што долги години ќе остане на сцената на МОП и дека ќе биде нешто што ќе биде препознатливо во негова чест понатаму. Родени сте во ист град, дали лично се познававте и имавте можеби некоја професионална соработка? Лично се познаваме да уште како мал. Јас се имам сликана со него, но потоа кога настапував на детската Евровизија, не знам колку гледачите се сеќаваат на едно мало буцкасто детенце кој што пееше на детска Евровизија пред цели 12 години. Во 2005 ја представував Македонија на детската Евровизија со Роденденски бакнеш, песната за роден ден. Имавме заеднички ангажман на доделување награди на Детла Прес, така се викаше манифестацијата, и тоа беше првиот мој заеднички настап со Тоше на иста сцена, тогаш тој пееше опера и прв пат го слушнав како изведува опера. Бе фасциниран, затоа што мислам дека тогаш се уште беше студент на факултетот за музичка уметност и негова исто така многу голема љубов беше и оперската музика. Одлично, убаво искуство кое што ќе го паметиш цел живот, сигурно. Сега се случуваат уште 3 представи наскоро кои што треба да ги најавиме. Се оние кои што беа ограничени во однос на влезниците да погледнат премиерата кој што се случи пред цели 3 недели, ќе имаат можноста да го сторат 19, 20 и 21 април. Така? Токму така, да, еве ќе упатаме една покана до сите оние кои што се заинтересирани да повелат на 19, 20 и 21 во салонот на Македонската опера и балет со почеток во 20 часот. Нови 3 представи од мюзиклот Тајна моја во чест на Тоше Проевски. Бидејќи извидуваш 9 композиции за крајот Тоше во мюзиклот, која најтешко ти оди да интерпретираш или која можеби најмногу буди емоции кај тебе? Музички сите песни на Тоше воопшто не се едноставни. Ниту е идејата дека некој ќе успее да ги донесе на начинот на кој што тој ги носеше, затоа што Тоше е незаменлив. Идејата е да направиме еден проект преку кој што ќе продолжи неговото име, ќе продолжи неговото дело и сите оние млади генерации кои што за жал немале можност да бидат дел од времето кога тој твореше, кога тој создаваше музика и уметност, да бидат запознати со неговото дело и да остане понатаму неговата музика да се слуша. Сигурно ми одговориш на прашањето. Која песна? Според мене Немаш ни благодарам. Јас на премиерата прв пат во животот на искуството кое што го имам на сцена, прв пат ми се случи да заплачам на сцена. Тоа се случи на Немаш ни благодарам и мислам дека публиката го осети тој набој момент глас, имаше најбурна реакција на таа песна и една од моите омилени песни. Тешка композиција, така. Ти благодарам, се надам дека ќе имате посетеност на овие 3 представи кои што ќе се случуваат, како што веќе кажав, 19, 20 и 21 и секако уште многу за да имаат можност гледачите да го погледнат мюзикл. Ти благодарам. Благодарам и на вас и ќе ги повикам сите гледачи да бидат спремни за многу емоции.